Значи, овој проект е еден од круцијалните проекти за општина Битола и многу пати темата ја отварат граѓаните, затоа што знаат дека во времето на ВМРО ДПМН започна овој проект и во него се инвестираше доста, дојде до една напредна фаза да по доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на власт се стопира. Значи, почна 2016 година, во мајете се формира владата на СДСМ мај-јуни 2017 и веќе на 31 мај 2018 година јас како пратеник го поставив како пратеничко прашање до премиерот зошто е стопиран овој проект за топлификација на Битола, Могила и Новаци. Да премиерот пред нас како пратеници и пред граѓаните даде една информација дека скоро месец дена пред тоа го разгледале проектот, а веќе запрен беше, стопиран тој проект, ги потврдиле дека се вложени тие 39 милиони евра, е добар како проект за граѓаните на општина Битола, Могила и Новаци, можност за како корисници да добиеме и два системи паралелно во Битола, односно две да бидат комплементарни за користење, односно преку гасот да се произведува електрична енергија, топлинската преку проектот на топлификација да се спроведува кон Битола и дека државата ги има обезбедено кредитите, парите постојат. Значи, ова беше информација на 31 мај 2018 година. Така помпезно се пренесе преку медиумите и ние како пратеници од Битола навистина среќни дека овој проект кој го започна владата на ВМРО ДПМН многу важен, многу битен за граѓаните на Битола, Новаци и Могила, ќе продолжи, ќе се спроведува, затоа што од устата на премиерот Заев кажа: комплетно одговорот е битолчани да знаат. Топлификација на Битола ќе се спроведува, прашањето е дали ќе биде комплементарен со гасификацијата и ќе бидат два паралелни системи. Од мај 2018 година ништо немаше од овој проект. Значи, од 2016, веќе 2017, 2018, поставено да колегата Зоран Илиевски на 7 октомври 2019 година го постави истото прашање. Зошто овој потврден проект, почнат со обезбедени парични средства, што значи многу и за заштита на животната средина, прво и основно за граѓаните на Битола, Новаци и Могила. Сношти бевме во посета на граѓаните на Новаци и Добромири со колегата Зоран и прво тоа ни го поставуваат. И дали треба 50 пати да го поставиме одговорница, да кажеме да, Заев вети, кажа, обезбедени се пари, започнати и има, изработени се сите проекти за инфраструктура со ревизија на истите, изработени се сите основни проекти со сите фази за сите објекти, целокупниот систем со ревизија на истите, изработени се геодетските елаборати, изработена е проценка на недвижности за процесот на експроприација, изработен е елаборат за заштита на животна средина. И ништо нема. И кога ќе каже колегата дека не ве бива за ништо, колега, вистина не ги бива. Ако ги биваше, барем ќе го дозавршеа на обезбедени пари. Жалосно, граѓаните морат да знаат зошто еден ваков суштински значаен, започнат во одмината фаза проект е стопиран. Дадено е образложение два пати на нас како пратеници дека да, ќе продолжи, постои оправданост економска, секаква оправданост, сите фази, пари има, проектот не се работи. Односно, ова не може да заврши. За жал, ние како пратеници од Битола
ги повикуваме сите колеги пратеници да помогнат. Еве, ова е малце поголема сума, меѓутоа претходно молевме и за мерна станица, нешто што кажав и јас, еве после тоа мојот колега, дека е првиот чекор во воспоставувањето на сите овие други фази и имплементација на еден голем проект, а тоа е значи борбата против аерозагадувањето, прво да можеме да измериме докаде е тоа, какво е, за сите тие мерки после тоа да бидат одржливи, односно дали се тие во рамките на спречување на тоа загадување. И ова е втор суштински најважен проект за општина Битола, кој е започнат, кој е во длабок процес на веќе повеќе од половина тој проект е завршен и има и обезбедени се парични средства, тој проект не се завршува, освен дека не ги бива. Не вас, колеги, вие сте пратеници, вие ги браните ставовите, меѓутоа луѓето што сте од вас и од сите нас изгласани, да кажам, како политичари, меѓутоа не од мене, меѓутоа од вас се изгласани да водат вакви институции кои не можат да завршат веќе започнати и со проекти и со обезбедени парични средства. Благодарам.